Добро вечер. Дојдоа и моите минути во четврточното издание на Отвореното студио. Како што е вообичаено, правам еден обид за ТВ дебата, а потоа вашите се телефоните на располагање со идеите, коментарите и рецензиите. Значи, од овој миг до 22 со професор Ванчо Узунов, бизнисмените и менеджери Горан Рафаеловски и Горан Антевски, на тема каде оди македонската економија на почетокот од усвојувањето на буџетот за наредната година и сите критички обсервации за изминатиот период во кој приличен број од капацитетите на владата, вклучувајќи го и премиерот Заев, беа насочени исклучиво кон овие глобални прашања околу НАТО, Преспа, амнестијата и така натаму. Реакцијата ваши, почитувани гледачи, кои често пати ги тестирам низ моите контакти со вас, еден од своевидните граѓански барометри беше, на еден од моите соговорници беше доста ни од НАТО, Преспа и амнестија. Јас тоа се обидов да го сублимирам во прашањето кога економијата ќе стане приоритет на оваа влада и дали тоа може да се очекува за 2019, зашто се уште живееме во контраверзите меѓу надештите и ефтините пропагандистички трикови дека само што не стигнала новиот живот и новата економска пролет. Професор Узунов, социолошки аспект на прашањето. Добро вечер. Добро вечер и до гледачите. Сега, интересни се овие вакви перцепции и согледувања. Работата е што точно е, не може да го порекнува тоа никој, дека оваа година не беше пред се насочена кон политичките овие крупни прашања што ги спомнавме и дека не целата влада, меѓутоа точно е дека премиерот беше нагласено, премногу нагласено, и така и потребно било на тие решање тие прашања, а не толку на економските. Од друга страна е факт дека економијата полека и се повеќе се извлекува од онаа криза од која што претходно беше повеќе години. И тоа е со една динамика која што мене ми е совршено јасно дека ние секогаш сакаме да биде побрзо, но мислам, моје мислење е дека е блиску до онаа до која што вака гледано, со се уште нерешени крупни други прашања, е блиску до оптималната, до изводливата, тоест, не до оптималната, до изводливата. Сега, на еден или друг начин доаѓа крајот на овие бар за ангажманот на владата прашања околу минијата, зашто после тоа веќе е џа или бу, после самиот почеток од јануари, и тука владата не само што навестува, него и нема друго, него да се посвети и премиерот, со се премиерот, целосно на економијата. Тоа и мислам и го кажа. И владата јасно и премиерот. И предпоставката е дека наредната година овие други прашања политички сами по себе ќе се движат или некако по инерција, а владата ќе се концентрира на економија. И сега тука останува големото прашање што де факто може да се направи стварно за една година, бидејќи работите стојат така да не премногу прашања може да се решат за една година. И тоа е објективно, тоа не е прашање на желба. Туку е објективно затоа што економијата, клучните економски аспекти на краток рок не се изводливи да ги до тој степен подигне владата и реалните остварувања, само очекувања, за да може да биде стварно све решено. Добро, еве да ги чуеме бизнисмените на оваа тема као провокација, потоа имам под прашање кои се многу провокативни од овие глобални. Едва ги чека. Добро, Рафаеловски, ви се чини ли дека сме заробеници на општата еуфорија кон НАТО апликациите и грчко-македонскиот спор, па сега прашањето на амнестија и така натаму, при тоа маргинално економијата ни се вметнува во центарот. Знаете, минатата нова година за новогодишна честитка кога ме прашаа што посакав да се пробудат економските министри и да помислат малку на стопанството во Република Македонија. Не се разбуди оваа година, морам да ви кажам, ги ја одспаа. Значи, ако премиерот имал задача во надворешната политика, нив не им беше задача надворешна политика. Према тоа,
не можам да кажам дека нешто сјајно сработиле или дека е нешто сработено. А и гледајќи го новиот буџет, морам да ви кажам дека сум преплашен од проста причина што кога е фирма во криза, ако сакате да ја зачувате фирмата, треба да направите сериозни инвестициски подигнување на фирмата, па не е важно колку ќе се задолжите. Јас сум секогаш на таа страна дека човек не е задолжен, се дека може да го враќа она за што се задолжил, и не сум нешто поборник на тие 50%, 52% и не правам паника околу тој дел. Така, секогаш сум ја обхрабрувал било која влада да се задолжи ако смета дека тие проекти во кои што се задолжила не се проекти за социјална помош, туку се проекти за кои што ќе се покрене стопанството. Најголемата вистина е дека во сите изминати 28 години во Република Македонија стопанствениците биеа тие кои крадат државата, а не тие кои ја подигнуваат и кои го плаќаат данокот. И за жал, се уште има таква жица и помеѓу луѓето, а и помеѓу владата, значи воопшто, не ова единствена, има таква жица каде што наместо да се стават на прва линија, да се фалиме дека имаме луѓе што заработиле, направиле и така натаму донеле нешто на државата, ние сметаме дека тие луѓе воглавном крадат на туѓиот грб. Тоа значи дека живееме во филозофијата на колективно сиромаштво или сме задоволни ако сите бидеме сиромашни? Сега ќе ви кажам една голема вистина која ја напишал обичен музичар и вика дека на Балканот сите што заработуваат до 300 евра се националисти, сите што заработуваат над 500 евра и 600-700 натаму посакуваат парче гардероба, ташна или така нешто. Тие што заработуваат над 1000 евра посакуваат здрав живот, семејни одмори и така натаму. Тие што заработуваат на 3000 евра размислуваат за поголеми работи, за живот, за љубов и така натаму. Значи, бидејќи Македонија за жал сиромашна земја, Македонија е земја на затворен систем, таму каде што една ситна искра на национализам ќе ја разбуди цела Македонија, многу лесно ќе се повика на тоа и ќе ги запре сите текови, бидејќи ние од стопанството имавме нерв да ги сочекаме 3 години, 2 години додека не беа во опозиција и практично не беа членови на собранието, и 1 година додека се доаѓаше на власт. Очекувавме барем 3 години да ни попуштат и нас, бидејќи ние ги чекавме нив, да се стабилизираме и да застанеме на нозе. За жал, тоа не се случува и единствено што можам да посакам и од сите стопанственици да не остаат на работа. Добро. Што значи микрокосмосот на Раде Кончар од аспект на овој социјален и политички амбиент? Успевате да се одлепите од притисоците, да си го трасирате својот пат и колку и на каков начин макроекономската политика влие врз вашите инвестициски и генерално позиции на освојување на странски пазари и така натаму? Антески? Да. Ние како компанија во претходниот период се содрувавме со големи притисоци од претходната влада, така да не сум меродавен во тој аспект. Сега барем ги немаме тие притисоци и можеме да работиме. Како компанија, ние секогаш се бориме да излеземе надвор од Македонија, затоа што овдека на овој простор е многу мал за нас. Ние инвестиравме во претходниот период затоа што, како и што каже господин Трафаловски, ако не инвестирате, вие можете да си ја затворите вашата фабрика и вашата држава. Ние во најтешките моменти инвестиравме, се задолжувавме, се уште се задолжуваме, годинава поново се задолживме за да инвестираме и само така обстојуваме. И гледам и компаниите, како член на Стопанската комора, како член на други организации, го гледам тоа дека сите оние што успеваат се оние компании кои инвестираат, но не инвестираат само во машини, инвестираат во луѓе. Ние во последнава година имаме страшен недостаток на кадар. Поголемиот дел од добрите работници веќе планираат надвор од Македонија. Ние не можеме да им ја дозволиме таа сигурност пред се, не само платата, значи не збориме тука како плата, него целата сигурност на нивниот живот во Македонија. Проблемите се многу големи и ќе се осетат во наредниот период уште повеќе. Инвестициите оваа година буквално застана, капиталните инвестиции. Иако ние како компанија не сме
компанија која работи за државата и тие инвестиции не ни значат нас многу, но значат на останатите компании што се во нашето обкружување. Ако игра мечката кај комшијата, ќе заигра и кај нас. Затоа ние се преориентиравме уште повеќе на извоз и на нови производи. Дел од производите моравме да ги изгаснеме во овој период, затоа што Македонија не најде желба да ги купува нашите производи, што е многу страшно. Професор Узунов, економијата се извлекува. И тоа во година во кој сите промашија перцепцијата и стапката на порастот на бруто општествениот производ од Народна банка до вас експертите, и на граница бевме речиси пред рецесија во еден период на стагнација. Мислите дека со ниско ниво на пораст ќе бидеме задоволни ако оствариме 3% до година, дека тоа може да биде одржливиот развој на државата со стапката на задолжување, со стапката на несолвентност, на оден начин да ги сервисираме и да ги плаќаме долговите? Сега, најмалку и овие сите одговори да ги спомнам. Ајде. Значи, баба ми викаше, синко, криво седи, право збори. Во смисла, ако не можеш право да седиш, па седиш криво, нема да ти го земе за греф, ама ако не збориш право, ќе ти го земе за греф. Ја не може да согласам со оценката дека министрите сосема ја оспале годината, не затоа што сакам да бидам нивни економските, дека сакам да бидам нивни адвокат. Меѓутоа, бројките покажуваат дека имаме излекување на економијата од кризата. Пораст има и на индустријското производство, не е мал, особено споредено со претходни години. Пораст има и на други дејности услужни. Има пораст на наплата на даноци, има зголемување многу на извозот, има пораст на странските инвестиции, тоа се сигнали дека економијата заживува. Сега, прашањето е дали е тоа доволно. И начинот одговор е никогаш не е доволно. Стапка од 3% нема да не однесе до брзо до таму до кај што сакаме. Тоа е точно. Никаде нема да однесе. Ама сега прашањето е на изводливоста на повисока стапка за краток период. Се согласувам дека секој бизнис кој треба да се издаче треба да инвестира, истото нешто за државата. Но кога е државата веќе голем дел задолжена и треба да враќа кредити, тоа е лимитирано како обем на инвестиции кои што може да ги направи државата преку буџет или преку некои такви механизми. Она што може да го направи државата е да создаде амбиент во кој што ќе инвестираат приватни инвеститори и во домашни и во кој што ќе дојдат странски инвеститори, и така вкупната инвестициона активност ќе се зголеми. И тоа е веќе преземено. Странски инвестиции доаѓаат и се претпоставува дека во иднина уште повеќе ќе доаѓа, бидејќи тоа е идејата на овие политички ангажмани во оваа година. А за домашното стопанство се создадени благопријатни услови, подобри него претходно, за инвестирање, и сега треба тоа да продолжи во иднина. Што е суштината на проблемот кој ние го решаваме? Знаете, има повеќе начини алегорија се постави, но едниот е, ние со години бевме лед во место. Буквално лед во место. Мислевме дека летаме, а фактички стоевме во место. Или, има еден, ако сте виделе оние кафези, кај што ние мали као глувчиња, па им стават колце закачено на оска, и они трчаат на колцето и трчаат. И мислат дека кој знае кај ќе стигнат, а стојат во место. И тоа ние го правиме со нашата економија со години више. Работата е, таквиот систем се решава со странично влијание, удар од страна. Тоа за Македонија не може друг да биде, не може другачие да биде, ние немаме друг механизам домашен. Тоа ја оправдува оваа намера и оваа година не потрошена, него искористена година за тие политички проблеми и решавање. Членството во НАТО е првиот сегмент, тоа е безбедноста. Уште е побитен оној дел на почнување на процесите на приклучување кон него. Тоа е тоа нешто што може да придвижи. Чекайте само еден момент. Ја можам да се согласам со критиките дека малце криво седиме, нели? Барем овие што мислиме дека да право да збориме. Но сега јас сакам вас да ве прашам. Ајде. Што е и пречеше на владата од парите кои беа наменети за капитални инвестиции
да ги рестартира. Што ја ограничуваше? Значи, Што ја ограничуваше владата да влезе во инфраструктурни проекти на локално ниво, наместо одеднаш трак парите кеш на градоначалниците, па тие се договараат со фирмите нешто у джеп, нешто во општествените и економските текови и да се покрива долговите наместо тоа да влезе во инфузија на економскиот и инфраструктурниот развој. Кажете ми, кој тоа ја спречи владата Сугаревски, па и Заев и Ангјушев да влезат у капиталните инвестиции, без оглед што паралелно тече разговорите со реобнова на договорот со кинезите. многу ми е мило Да. што го покренуваме прашањето за капиталните инвестиции, Добро. затоа што стварно треба да почнеме таа работа да ја објаснуваме малку пошироко. Ако не сме објасниле Не, сите... па тоа е тоа што не сме објасниле. Да, што? Тоа е тоа што не Добро. сме објасниле. Ајде прво за прашањето што ние сега во моментот сметаме за капитални инвестиции. Тоа што го броиме дека не е остварено, се оној дел на така наречени капитални инвестиции кои што се дел од буџетот. Во вкупните инвестиции што се прават преку сите јавни фондови и вклучено во буџетот, тоа е помалиот дел. Тоа е многу помал дел. Најглавниот дел е преку инвестициите од фондот за патишта, предпријатието, јавно предпријатие за патишта. Тука е главниот дел на инвестиции да е бил и останува и понатаму. Тука знаеме дека беа почнати некои проекти кои што беа заглавени во правни заврзлами. И проектни, лошо испроектирани документи. И тука се водеа, не бев сведок цело време, меѓутоа имам слушано многу разговори, многу тешки преговори за тие да се донесат до тоа да бидат повторно почнати. И никој тоа не го спречил, него тоа едноставно беше објективна ситуација. Тие се сега откочени. И тоа е она што се очекува дека виднина ќе тргне. Добро, да не правам ја интервју со Узунов. Не, само уште малку да довршам. Ај, само морам се. Добро, ајде. Овој дел на другиве капитални инвестиции што се од буџетот, реално нема преголемо оправдување, освен дека администрацијата има слаб капацитет и она беше навикната да работи под еден притисок, сега тој се смени, не е таков, политички притисок, што порано беше, и тука има потфрлање. Но она што сакам да го поставам како многу битно прашање, ние треба да почнеме да размислуваме, да редефинираме категоријата капитални инвестиции во 21. век. За мене, најголема капитална инвестиција во минатата година, знаете која е? Фондот. Не. Во човечки ресурси. За мене тоа е. Едно и второ, ова што го направија лекарите, како го викат, вештачко срце. Така нешто имаш. Тоа е најголемата капитална инвестиција. Или некои други млади кои што ќе успеат да се пробијат на странски пазар со знаење. Инвестицијата што довела до тоа е инвестиција на 21. век. А овие инвестиции што се во асфалти, цигли, бетон, железо, се корисни. Ама тие инвестиции носат инвестиции во вештачко срце. Мислам дека ги сваќате... Не е по автоматизам и тука треба да седнеме и да размислиме понатаму што се све капитални инвестиции. Да не спорам ја, Рафаеловски и Антовски. Ова е една дебата која имам дежаву. Да, точно. И јас 100 пати сум направил, ама ако 20 години имаме дежаву. И дежавуто во дебатата ми е дека ние можеме да и мораме да инвестираме во IT технологија, а можеме да газиме по кал и по црн пат, како го викаат, макадам. Значи, дајте, луѓе, бидете сериозни. Сите проекти што ги бевте и што ги имаше претходно, ги запревте и најдовте причина да ги запрете со правна ваква. Тоа е една работа што е повеќе од сигурно и не смееше да се случи. Тоа што се случи направи исклучителен одлив на луѓе, работници кои беа веќе вработени по патиштата и во целата индустрија околу патиштата, бидејќи таа индустрија на патиштата. Тезата е дека тоа биле намерно запрени. Индустрија на патиштата за да се проверат дали е крадено или не е крадено. Невестата кој си ја примил, ќе ја примиш фалична. Бидејќи си се борел за невестата и ќе си ја земеш таква како што е. Значи, со се дете, со се две деца и така натаму. Апсолутно не согласувам со тоа. Не, ако проектите биле штетни... Дали те оставив да зборуваш? Те молам. Значи, имаш време... Извини. Значи, ќе докажеш. Јас кажувам што јас знам. Океј. Значи, тоа е една работа што е сигурно. И се сопи. Сопирањето направи одлив на сериозен број на работници, занатли, што едва сме ги направиле, кои со години ги запоставуваме и ги немаме во образованието, а за образованието, не знам, мислам дека 15 години зборувам дека ќе настрадаме од образованието. И то сериозно и страдаме од образованието.
Нашето средно стручно, што го уништивме, по секоја цена секој дојде на факултет и така натаму. Тоа е еден страшен гав што се направи од претходната власт, кој ќе не чини со години понатаму. Значи ќе не чини. Запирањето на тие, тама сме ги прибрале како мајстори, си отидоа сите, дали во Естонија, дали си отидоа во Литванија, дали во Германија, дали во Чешка. Значи, ние во овој момент располагаме со 50% од она што сме го имале во месец март. А ние ни требаат, како сува злато, му требаат и него, ни требаат и мене, луѓе што сакаат да работат. Вие, најголем проблем е што во Македонија можеме да се правиме будали колку што сакаме, ама нема повеќе од 1.550.000 жители по Обединети нации. Што е дадоа бројката и парадоксот. Ако сме 1.550.000 жители, ако сме 400.000 официјално пензионери и сигурно има 300.000 деца, не се повеќе од 800.000 на пазар луѓе. Тие на пазар луѓе во главном се луѓе со гимназија, многу мал број на мајстори и многу мал број на занечи, инженери, не сакам ни да зборувам, па физичари, па математичари. Тоа е научна фантастика. Ние на факултетите од технички науки имаме сем помал број на студенти. Само општествените науки ни се полни со студенти, а и тие почна... Има една јасна перцепција, тука ми не се согласувам со вас. У последните 2 години има масовно запишување на овие техничките факултети и на техничките и технолошките факултети. Има на машински, на електро, има. Има доста, ние соработуваме многу со машинскиот електрофакултетот, има, но кадарот и квалитетот на студентите е драстично намален. Значи, оние студенти што доаѓаат кај нас на пракса, што соработуваме со некои студенти, затоа што правиме и ние некои настани за да привлечеме студенти кои ќе бидат утре за утре наши колеги, кадрот е страшно неквалитетен, затоа што се што се запишува на факултетите за да обстојат мора да запишат студенти за да се одржи факултетот во работа, а од друга страна квалитетот е многу паднат. Кога вие имате студент кој завршил, дипломирал на некој од факултетите со знаење од средно школо пред 10-15 години, каде ќе одиме ние понатака? Се надевам дека ќе се промени тоа во иднина, ама тешко ни иде ако ние не го зголемиме само за волја на вистина, ја имам мала критика на бизнес заедницата. Одеднаш се свестите дека ви нема кадри, дека ќе ви недостигаат кадри. Што вие направивте да ги стимулирате, да партиципирате во негувањето на тие кадри од кои вие ќе алиментирате добри работници, добри соработници? Мојата фирма постои 12 години. Раде Кончерте постои 12 години, што сум ја менаџер, директор. Значи, ние 10 години правиме соработка со факултетите и со единствена цел да ги стимулираме младите луѓе да доаѓаат да работиме, да бидеме подобри во иднина. Значи, најчесто 95% во мојата компанија се луѓе кои дошле директно од факултет или од средна школа. И ние ги учиме. Но знаете што? Кој ќе го научиме после 4-5 години по нашите начини на јапонско работење, затоа што ние практикуваме јапонски начини на работење во Македонија. Значи, тоа ајде да кажеме не се баш јапонски, него се квази јапонски за македонски услови. Значи, подобри услови имаме од другите компании. После 3 или 4 години тој се заминува. Јас не можам никако да си ја дозволам платата у Германија што ќе ја добие. Значи, колку и да сакам јас да му дадам таква плата, јас не можам да продадам производите со таа цена. И квалитетот на производите не излего како што се бара на тие пазари. Иако треба да биде свесни дека ова што е главна перцепција ЕУ НАТО, кога тоа ќе се случи, достапноста на пазарите на работна сила ќе мора да ја смени вашата филозофија комплетно на бизнес заедницата. Не можеме да ги ограничиме движењата на квалитетните кадри. Тука треба да бидеме повторно право збори. Добро. Еве ја да станам криво збор. Не. Екзодусот, ако така го крстиме, или современо печалбарство, или како сакаме да го крстиме, не е единствено последица на тоа што во Македонија не се градат патишта. Или е лошо образованието. Е дел на глобализацијата. Прво, глобализација офати мобилноста светска на капиталот, потоа следа стоки и услуги, сега дојде и до најнемобилниот фактор,
на крај дојде, тоа е работната сила. И ако гледаме, не е само Македонија таква земја. Многу голем број земји во светот имаат многу голема мобилност од една на друга средина и работа. Поштовани гледачи, да не да се задржиме само на ова, професор Ванчо Узунов и менаџерите Горан Рафаеловски и Горан Антевски и натаму студиото, кус блок реклами, потоа се враќаме на полемичниот дух меѓу двајцата бизнисмени и универзитетскиот професор. Кога економијата ќе биде централна позиција на владината политика, сите надлежи се свртени кон 2019, за разлика од рецензиите кои понекогаш не одговараат како јавна критика, е да тргнеме со позитивна енергија. Што би требало да биде приоритет 2019 од бизнисмените? Антевски? Инвестициите. Инвестициите што мора да се направат и промена малце на целата структура околу образованието. Затоа што ние веќе касниме со тоа, луѓето ни избега и мораме да ја направиме прво и основно таа промена. И да не ги носиме законите денес за утре, затоа што и оваа влада продолжи по истиот тертип на претходната влада да ги носи законите во рок од 5-7 дена. Мислам законите околу бизнисот. Не се мешам околу политиката, затоа што не сум ни стручен за тоа, но за бизнисот ние имавме некои закони кои беа донесени без расправа од нас, бизнис заедницата. Значи, последниот закон што е, значи, за плаќање на дополнителни давачки, значи, треба да се разговара за тоа. Не може така денеска на некого му текнало и утре одма ќе го носиме законот. Дајте луѓе да ја промениме таа политика, затоа што сите ние сме при крај со нашите нерви. Не зајдете, тоа е многу лошо веќе да на луѓето што да им објасниме. Рафаеловски. Носење на закони по скратена постапка е веќе видена пракса, за жал, ама тоа е. Ама изгледа вие се адаптиравте на таа политика. На крајот, знаете како, на крајот морам да ви кажам, вака ќе изгледа многу филозофски. Кучињата лаат, караванот минува. Не, ќе изгледа многу филозофски, ама ако успеете во текот на денот барем еднаш да се насмеете, има сериозно да се насмеете од срце, ако успеете во текот на денот да се преструктурирате и да не слушате што све ќе ви дадат на глава дополнително, никој не ви известил за тоа, нити пак сериозно продискутирал. Бидејќи не се прави дебата на веќе готово решение. Знаете, дебата се прави кога се носи решение, па се прави стручна екипа, па се расправа, па се оди горе-доле, па се доаѓа. А не дебата на готово решение и уште поскратена постапка кој ќе ви го донесат законот. Тоа не е дебата. Дебата е кога стварно се расправа за нешто. И стварно посакувам на сите барем еднаш во денот да успеат да се насмеат, да го видат сонцето како изгрева, да го во својот микрокосмос, значи во сопствениот микрокосмос да направат што подобро, правејќи добро за себе ќе направат и понатаму. И нема влада што треба да се грижи за друго, освен за капиталните инфраструктури на една држава. За жал тоа се уште патиштата кај нас и железницата, бидејќи ние таа лекција не сме ја завршиле. Енергетиката е втората сериозна лекција која исто така не сме ја завршиле, а мора да ја завршиме. Без извори на енергија немате стопанство. Третата лекција, веќе ја спомена, тоа е образованието, каде што стварно треба сите да запнеме и ние што малку повеќе знаеме да обучиме кадар. Па ако си оди, значи не сме го заслужиле и не треба да плачеме по тоа што кој ќе го обучиме кадарот си оди. Или не сме го заслужили, нешто добро ние не правиме, некаде е грешката во средина добро и да го обучиме, па ќе се врати утре можда. Кај нас, значи и на крајот, мора многу храбро. Значи, ама сериозно храбро треба во економијата, бидејќи секој пораст од 3 или 4%, како што сме доле, никаде нема да не однесе. Пораст која ќе дојдеме од 7 па према горе и ќе трае барем 5 години, сериозно ќе се одрази, ама баш сериозно ќе се одрази на структурата, воопшто на населението и ќе се види некој благодет, каде што ќе престане сите да се занимаваме со политика, сите да коментираме на Facebook се и се што,
сите А не ни го одземајте, не ни одземајте таа забава, тоа е социјален феномен и на запад и на исток, така да социјалните мрежи се фантастична забава, ама и многу чеме. И јас сакам да ве прашам, ама повеќе како провокација и за професорот. Ако го имаме Заев со храбрите одлуки за НАТО и за решавањето на спорот, што за мене е секоја чест го прави и како личност и како премиер своевиден екземпляр. Дали очекувате храбар Заев, нели, во стимулацијата на капиталните инвестиции, во социјалната кохезија која нема да форсира практично, ајде да не речем, јавување на новата сива економија, која веќе создава 25% од бруто општествениот производ, за да се направи некаква социјална кохезија по секоја цена, а при тоа да изгубиме во мотивацијата на фирмите. Или дали е било храбро, без оглед што можам да разберам дека патиштата не се градат заради катастрофалната претходна политика. Ама ја не верувам дека булдожерите на Градско и Прилеп треба да стојат толку долго за да тој пат не се направи. Дали тука ни фали храбриот Заев? Односно, како синоним на потребата од менаџирање со макроекономската политика на една компанија што се вика Македонија. Значи, ситуацијата со тие договори, правните аспекти и техничка документација со тие автопатишта беше таква да ако сега не само премиерот, окей, премиерот е храбриот, но тука е и екипата, можеше многу полесно да го реши. Не ме интересира, прекини тоа, починеме одново. Ке плати штета Македонија, Груевски е крив. И ке имаше совршен алиби. Не, ајде ке влеземе да го исправуваме тоа. Значи, и сега нормално трае и во меѓувреме има застој и имаме ситуација на критикување. Се согласувам со овие прашања на брзо носење закони, ама пред некој ден бев на друга дебата и представник на ВМРО, Трајко Славевски професорот, тоа долго носење на закони, односно договарање, преговарање и разговарање со бизнес заедницата, например, го вика колебливост. Значи, тоа било немала владата. Ние не збориме за политичка. Ама чекај сега, не сега ти ми упадна. Значи, гледате, значи сега ти кажам колку е кога ја водиш политиката вака и така. И не е колебливост. Идејата ја викам дека треба да биде дебата со бизнес заедницата, советување со бизнес заедницата и потоа носење закон. Но тоа трае подолго и сега некојаш го имаш или го немаш времето. Иначе, дефинитивно, тоа е нормална демократска процедура. Нормално. И да се сведат закони носени по брза постапка на минимум, и мислам дека се многу намалени од порано, но уште се намалат е добра пракса и тоа е, мислам дека владата го знае. Ајде се задржам на знам за образованието уште една реченица. Толку долго јуде ни е уништувано. Не може да го вратиш за наредни 10 години, а не за една година. Тука да не очекуваме премногу за една година. Да, ентузијазмот може да помогне многу, но тоа е толку многу уништено. А образование е долгорочна работа. Денес да почне да го смениш целиот систем, значи денес ние да воведеме Македонија. Најквалитетно образование од светот, од прво до факултет, на сите паралелки, за сите ученици. Првите ефекти не пократко од 5 години. Првите. Дај Боже, први по 10 години од кога ќе влеземе во ЕУ да имаме ефекти, ама да ги имаме. Значи, што се за вас храбри чекори за 2019 година? За 2019 година храбри чекори се све што не било направено 2018 да биде направено на поглед на динамизирање на инвестициите. Но повторно ќе повторам. Не само на државните или јавните, како ги викаме, капитални инвестиции. Многу е битно и приватниот сектор да почне да инвестира. И ако до сега имал некакви грижи, дарди вака, дали онака, сега може да се чувствува, ќе биде сигурно, иде во праведен правец државата, еве падна и паѓаат и каматните стапки, ајде да инвестираме. И приватниот сектор, значи нормалната инвестициона стапка во една држава, ако е 25%, тоа на Македонија никош го немала, али ако ја качиш до 25%, јавните не може да бидат поише од 10%. 15% се приватниот сектор, домашни и странски, ама и домашни инвеститори. И има храбри бизнисмени што инвестираат, секоја чест. И другите треба да инвестираат. Ефтини пари имаме, сега немаме работа сила и други проблеми. Тоа ќе се решава со тек на време. Значи, 2006-2007 се среќни години за Македонија, каде што
инвестицијата одеше до 29%, а во овој момент, тоа е еднаш, се слагам, а овој момент имаме 13%. Тоа е стварно под секоја критика, каде што е крива и бизнес заедницата, не е само владата крива. Тука воопшто не ја аминувам бизнес заедницата. А прашавте дали премиерот ќе биде храбар како што е храбар во надворешната политика. Мислам дека нема да биде. Ја па мислам дека ќе биде. Еве вака моје согледување. Значи, сите имаме разлика во став. Надворешната политика ја води со спремен човек и ја водеа двајца и ја водеа бескрупулозно, стварно ја истераа до крај и секоја чест сигурно има тим позади некаков што помага. Ама, пак од друга страна, сепак Заев е партиски играч и партиски лидер и кога водите една економска политика, имате сериозен брод полн на партиски играчи кои сакаат нешто да бидат некаде, а се многу значајни во развој на економската политика, бидејќи не се само министри. Тука се и советници, тука се и директори на јавни предпријатија, тука се еден вагон луѓе кои за жал Република Македонија во светот исто има партиски играчи, но има сериозна администрација која е обучена. А ние доека не направиме сериозна администрација, ако има таква храброст да се оттргне од партискиот терет врз грб и да земе сериозни луѓе во кои што мисли дека ќе му помогнат нешто и ќе направи нешто, тогаш во таа ситуација стварно направил сериозен, храбар потек. Дали ќе го преживее, и тоа не знам, бидејќи како што не можеме образование да донесеме за 5 години ефект, нити пак ефект во економијата ќе донесеме за 5 години. Ајде да не правиме муабет напамет. Пак стигнете до тоа како ја почнав муабетот. Да не правиме муабет напамет. Ама ефектите, значи, мора да боли за да тргне напред. А болката е сериозна и тој што е спремен да нанесе болка за да тргне Македонија напред, поготово во економијата и со економските параметри, значи комплетно буџетов од кога е донесен, ребаланс во февруар и да каже овие средства одат таму и прекинуваме со сериозни социјални политики што сакаме да ги затвориме. Значи прекинуваме и инвестираме и ќе биде добро или нема да биде добро. Правиме даночна реформа, ама сериозна, а не козметика. Од 20 милиона. Значи правиме сериозна. Ке боли, ДДВ ќе се зголеми. Па ќе најдеме начин да го вратиме назад преко некои пакети, бидејќи ќе имаме поголеми приливи. Па правиме сериозна политика што ние можеме и каде можеме да се развиваме на брза насока или брза патека и каде можеме на долгорочно да се развиваме. Антевски, што е храбро за еден бизнисмен во услови на 2019 година? Да преживее. Па сега, ако преживеавме 2019-та, 2018-та, во која Народна банка, Светска банка, Узунов, јас, сите погрешивме, и сега се клањаме на последниот квартал со 3% што беше програмирана стапка на пораст на бруто општествениот производ, дека тоа ќе ни изведе. Пак ли ќе бидеме инертни во очекувањето дека некоја друга инфузија ќе не донесе со Значи, вие не можете преку ноќ да преминете во конкурентност. Значи, тука да се разбереме, не можеме ние за месец дена една компанија да ја преминеме од една насока кај што почнала да се движи и дека за месец дена ние ќе претвориме таа компанија дека ќе направи нешто бум. Значи, тука многу треба. Значи, вие треба да имате производи кои се барани. Значи, не е само да го произведете производот. Треба партнери да најдете. Како вие ќе најдете партнери кога партнерите мене ми се јавуваат и вика што се случува пред година дена кај вас во Македонија. Кај нив се уште се свежи сеќавањата што се случуваше на 27 април. Значи, ние имаме се уште такви проблеми. Да се дообјасниме кои сме ние. Лесно е кога тој ќе дојде во Македонија кој ќе види дека имаме мирно општество, дека кај нас се работи, дека има добри здрави компании, но додека го донесеме партнерот тука многу тешко е. Тоа оди на релацијата. Се што правиме сега, ќе биде влог за иднината, утре сме во НАТО и ќе процветаат милион ружи, што викаат кинезите. Оти тоа ќе обезбеди сигурност да не прашуваат кои сме ние. Дали е тоа точно? Тоа не значи дека ќе процветаат ружи по автоматизам. Добро. Туку дава подлога, смиреност
дека темелите се здрави, ајде тука може сега да инвестираме и да развиваме. Што до сега ја немаше. Тоа значи самото НАТО. ЕУ значи тренинг на јавната и државната администрација. Тренинг за да се подигне капацитетот на институциите, сите институции. Реформи внатре, нови начини на организација, нови луѓе. Тоа е суштина тој процес. Чекајте, ако викате дека... Тој е многу битен процес, бидејќи идниот развој на Македонија е критички зависен од квалитетот на институциите. Македонија нема други фактори веќе на производство, нема други ресурси. Треба тие што ги има да ги стави, да ги направи поквалитетни. А тоа зависи од квалитетот на институциите. Вие зборувате заедно со Рафајловски дека нам ни треба квалитетна, мобилна и надпартиска администрација. Да. Нам ни недостига, како една голема корпорација, да се соочиме со кадрските ресурси на администрацијата. Можеме ли, во услови кога 1500 седат дома, примаат плата, Шилего вели дека 1200 му се вишок, има ли храброст владата да не тактизира и да направи рез, зашто тоа е балансот и на фискалната потрошувачка и на фискалната политика. Значи, ја не можам да говорам во име на владата. Добро, вас ве прашувам. А можам да кажам дека ова што го зборуваме го кажувам во владата. Тоа дека треба да биде направено. Сега треба да биде направено. Океј. И тоа не дека не се ни прави и се подготвува, меѓутоа и не може ни веднаш. Уште една работа сакам да искажам околу овие стапки. Значи знам дека стапка испод 7% нас не нервира. 8 и така натаму. Ма да биде многу тоа нема, објективни. тоа не зависи од нас. Тоа не може туку така да се оствари. Не може, се слагам. Тоа не е добро дури. Замислите една година има 8, па после 0,8, па 8, па 0,8, тоа не е добро. Додека стапката иде нагоре и е одржлива таа линија, не е 5 години, 25 години. Ако јас сум денес спремен да не биде стапката повеќе од 3,5-4, ама 25 години да не биде ни помалку. Веднаш ја трампам. Наместо 7,8. Ама чекате. Наместо 7,8. Веднаш. Под 25 еден години. важен услов. 25 години. И задолжувањата да бидат во рамките на издржливоста на тие 3% за да може да ги враќаме. Апсолутно. Да. Меѓутоа, значи, да не мислиме дека ќе имаме многу високи стапки, па после не се одржливи. Не. Еве нека не биде многу поише од 3,5-4. Тука нека биде. Али знаеме од сега натаму. 2020, 2045 нема да биде испод неа. Тоа Ништо не правиме. Значи, Ништо не правиме. Не, инаку имаме илузија дека не знам колку ќе се развиеме. И јас се согласувам дека испод 6-7 не може ние ништо да направиме Не е во еден. долгорочно одржлива. Не е долгорочно. е долгорочно одржливо. Како? Па просто, Немаме работна сила. И како да и кажем? за тоа Изгубим има уште пак. решение. Значи, немаме работна сила и се вртиме околу нас и немаме работна сила. Па има во Индија, ако сме способни ќе ја повлечеме како што ја влечат другите. Па има во Египет ќе ја повлечеме бидејќи несериозни вако. Па има, па сега знаете како? Немаме работна сила, немаме работна сила. Ако сакаме да викаме, тоа не значи дека не можеме да донесеме работна сила. Ова теза на Рафаеловски е мој соговорник од Франција, бизнесмен од Франција со информатичка технологија. Овде у студиото ми рече. Кога прашав, он ми вика нема 1000 информатичари за да вработам, нели? И има недостиг сега. И ја тоа го прашам па каде? Ако треба, од Пакистан, од Индија, ако имаме производ, ако имаме извоз на таков ум, ние ќе се најмиме работна сила. Во моментот, тоа е чиста теорија да го зборуваме. Во иднина ќе го зборуваме. Но во моментот е теорија. Компании во Можам да Македонија ви кажам почна, дека не е фирми во Македонија теорија. почна. Има фирми во Македонија кои носат луѓе. Колку? Графички дизајнери вика мене ми е добро, колку почнале. Па Добро е што почнале. Добро е што почнале, онда ајде. Ама со голема стапка на невработеност да увезуваш работна сила Немаме ние стапка. Јасно дека 20% Значи, луѓе, немаме ние таква стапка не ниско квалификувана работна сила во кој не можеш да ги дообразуваш ни така нареченото дуално образование. Значи, така да кажеш дека ние немаме невработеност. Тие ќе бидат секојаш невработени. Па речи си, па во тој случај, ама ајде тоа да го ајде тоа да го прифатиме. Не мора да биде 20%, ама реално ајде да го прифатиме. Динамични економии со 7 до 8% и 10% стапка на невработеност се со динамичен развој. Ние тоа мораме да го доживееме. Нам половина од тоа ни се на социјални јасли.
Добро, ако е Ајде, нека не биде ако е повисока. Немаме невработеност. Не може да не епа. Значи, ако е Има повисока, невработеност. зошто ниеден бравар не е јавен во фирма за 6 месеци кој има оглас? Зошто ниеден столар не е јавен во фирма со 6 месеци кога има оглас? Ќе ти одговорам. Затоа што сите потенцијални што требаше да бидат, бравари, столари, како ги рече, ги кај мене седат магистрирани на факултет. А тоа не е резултат на оваа влада, него на претходната влада. Добро, сега што не збориме за оваа влада дека. Ајде многу да бидеме искрени, така? Јас многу искрено кажав дека тоа што го направи претходната влада ќе не чини со години. Значи јас тоа го кажав и немој немој да мислиш дека не го кажав тоа, нити пак дека не сум им го кажувал. Значи, дајте да дојдеме во ситуацијата таму кај што сме. Ама тоа што е направено е готова ситуација и нема плачење. А тоа што тој има завршено магистратура по економија, не значи дека треба да работи економија. Ама тоа треба он да одлучи, не можам ја да одлучам. Ама нема да одлучи, он джепот ќе му одлучи, бидејќи ќе мора да ја прифати реалноста, дека се потребни или ќе иде во странство. Или економист, што год да биде добар, во Република Македонија во овој момент не може да земе повеќе од 35 до 40.000 денари. Нема шанси да земе. Еден заварувач, ако е тој паметен бил да заврши економиски, стане добар заварувач, од 50 према горе. Еден паркетар што води екипа паркетарска, покај процентот наместен, 60.000 со платени придонеси има плата. Значи, столар не се јавува по 25.000, економиста ќе се јави за 14.000 плата или ќе трча у администрација да биде вработен. Чекай, има значи, тоа е начин на размислување. Само ова збори го јавно да го слушат тие. Добро, да го слушат. Не, јас сега сакам, не го спорам концептот на завршито на даночнава реформа адхок што ја направите со покачување на данъците. И тоа беше правдано со така наречениот социјален баланс. Ние ептен големи богаташи имаме и сега ќе преливаме дел од информатичарите и од недостигот на кадри, ќе им земеме нив со 18%, а викаме дека немаме кадри. Тама е освен тоа концентрацијата. Нема да се земе од информатичари и од кого ќе се земе? 45% од тие што ќе бидат опфатени се креативниот и интелектуалниот ум у Македонија. На која плата редовна месечна примава? Не е важно да. Ние што сакаме да направиме сиромашни креативни луѓе. Сега се ти е приход, не мора да ти е плата. Чекај малку. Добро. Тој што има 1600 евра плата. И доста му е. Колку сега ќе плати повеќе данок? 8% е екстра на тоа што ќе го заработува. Освен 10. Не е 8, колку е евра? 11. Бидејќи 18% значи 27,95. 10% е 11,11. Од 11,11 до 27,95 е дупло. Тој што заработува 1600 евра секој месец со платени придонеси. Да. Ќе плати 8 евра повеќе данок сега. 8 евра. 480 денари. А 2500 евра што зема? 2500 евра што зема? Кого ќе земе? Нема проблем да го плати тој дополнително. А зашто да го плати? Никој не збори за проблем. Значи, гледате зашто станува збор. Тој што има 1600 евра секој месец, он не знае кај потрошил 8 евра. Значи, не е дека ќе биде осиромашен. Може да престанеме со тоа зборење дека само за тие што се со мала разлика до 2500. Дека рече за информатичарите, така. 2.500 евра или за 3.000 евра што имате информатичари или менаџери кои се на врвни функции кои земаат 3.000 евра. Не е проблемот околу тоа. Не. Еве, и ние сваќаме дека не е проблемот да се земе уште нешто плюс. Не е проблемот тоа, него проблемот е што се носи закон преку ноќ. Кој закон се донесе преку ноќ? Па овој закон се донесе саботата, излезе министерот. Да, излезе министерот Тевдовски, го кажа во саботата и ние во понеделникот, вторникот на Стопанска комора го разговараме. Ако не е проблем тие да дадат, и релевантно дали е по редовна или по скратена поставка. Мора само не е така, имате вие компании кои за нашата компанија тоа не е проблем, ама имате вие од светски компании, европски компании кои се во Македонија, кои имаат буџети планирани, кои банките имаат. Значи, може ли да ви кажам дека тој закон ќе ги опфати и најсиромашните? Како? Еве сега ќе ви кажам како.
Бидејќи данокот на кирија или на закуп Најсиромашните не земаат не, кирија. Извини, не земаат кирија најсиромашните. Ајде, да ме дослуша, па ќе сватам. Па знам што сакаш да кажеш сега. Ја ти дослушај ме, најсиромашните не земаат кирија. Не би биле сиромашни. Леле, значи најсиромашните што немаат пари да си купат стан, а решиле да дојдат во Скопје да живеат или отишле некаде, ќе ја платат киријата. Тој што им ја издава за 200 евра. Досега им ја издава 220, не им издава за да земе 200 нето. Сега ќе издава за 240 и тие 20 што не се проблем ќе си паднат на терет на тој. Ако не е така, а од моје искуство долгогодишно секогаш е така, секогаш е така и ќе биде така. Узунов? Ај прво за кирија, после за друго. Прво, има толку поголема понуда на станови за издавање и продавање од побарувачка во моментот, да кириите можат само да паѓаат. 6000 станови има вишок по статистика. Тоа е факт. Во пазарот сега моментално, особено за станови и дуќани, во Скопје особено, има многу поголема понуда од побарувачка. И на краток рок, тоа нема да донесе до покачување на кириите, може да донесе до намалување на пригодите на оние што издаваат станови, не што земат под наем, но тоа не се сиромашни. Добро, не се слагам. Па добро, окей. Не се слагам бидејќи не сум видел во ниеден оглас стан под 200 евра, па да и никаков. Тие што порано беа 600, иначе има и за 150, па има и за 100. За персоналец. Првата не дебата... Не е персоналец, на личен доход е сега. Извини, на личен доход. Првата дебата по ова започна есента 2013 година. Сега сме зимата 2018. 5 години. Тоа беше ставено 2 пати во изборна програма на партија што сега доби власт. Не, веќе функционира, функционира дел од даношната политика над 1 милион. Ама не, дебатава, јас сеќам бидејќи ја почнав. Па после се тргнав на страна, ама сеќам дека ја почнав и си го земам гревот. Ама не ми е грев до таму. Почна дебатата есента 2013. Тогаш беше првиот оној бран. Ајде да ова да го уведоме како тема. Значи темата е во јавност, во дебата 5 години. И сега ние доаѓаме дека на крајот била направена за месец и пол. Не е направена за месец и пол. Не, добро. Второ, јас ќе ти поставам техничко прашање сега. Бидејќи ако донесете закон на крајот на годината, значи владата ќе го донесе преку собрание на крајот на годината. Согласно техничките норми, 90 дена и се потребни да донесе правилници. Ве молам, ги имате ли правилниците до нова година, за да ги знаеме, или ги има ли владата правилници, за да ги знаеме, за да може да го примени, или ќе ги носиме правилницата до месец март, а ќе имаме закон во владение. Значи, хајде да зборуваме технички, дека не бил поскратена поставка. Сега време за технички. Не, само мораме. Дали има или нема, не знам. Нема. Дали мора да се донесе баш во момент, и ја не сум сигурен. Меѓутоа, дека се дебатираше кратко, тоа не го прифаќам. Добро. Како рековме, право збори. Право зборам, 5 години е дебатата. Ванчо Узунов, 5 години е дебатата. Горан Антевски на крај. Не ми успеа кои се храбрите чекори на Заев 2019. Што не сме владата и Заев да направи 2019? Завршните, Антевски? Што не сме да направи? Па да не ја преспиеме во економијата оваа година, како што беше оваа година, да не ја преспиеме економијата. Значи, како што рекои колегите, јас се согласувам, премиерот направи чекори кои ретко кој човек во Македонија ќе се нафатеше да ги направи во политиката. Ама и во економијата не треба само премиерот или вице-премиерот да бидат тие што ќе работат економијата. Ви имате и други министри кои треба малце повеќе се заангажираат и да се видат овие проектите што во Македонија веќе долго време чекаат, би рекол и да се донесат не закони, ама да се донесат некои правилници како ние македонските компании да учествуваме подобро и полесно на проектите, затоа што секогаш овие големи проекти поминуваат низ рацете на големи светски компании кои го земаат кајмакот, а ние македонските компании работиме само за лепчето и да се. И бугарите има ист рецепт и знаете што направија? Тоа знам од нивната комора. Направија конзорциум. Да. Голем, се обединија домашните ресурси и финансии и така настапуваат. Ние не можеме гранит, бетон, Штип, Скопје, не знам да ги обединиме да бидат конкурентни. Значи вака зборам за галежната оператива. Еве сега ќе ви кажам пример од личен пример. Добро. Значи ние во Македонија
Раде Кончар и уште една фирма во Македонија од Охрид произведуваме трансформатори. Добро. Ние во Македонија не можеме да продадеме трансформатор. Затоа што условите во тендерот се да сме имале последните 3 години 30 милиона. 4-5 милиона евра трновер и 2500 трансформатори. Ние се собравме, ние и фирмата од Охрид, и словенска фирма вклучивме во конзорциумот, направивме 2500 трансформатори да имаме, 2600 во групацијата, не ни призна и не изфрлија. И сега кој ќе влезе? Бугарска фирма. Добро, Рафајловски? Што не би требало да направат? Тоа што не би требало веќе го направија ваков буџет. Не би требало да заостане економијата како што заостана во претходната година и најмногу што не би требало да направат е да го закачаат стопанството и да му менуваат закони без разлика дали се дебатирале 5 години или не се дебатирале, сепак по скратена постапка е скратена постапка. Значи јас ќе останам на моето до крај, Имам впечаток дека не мрзи тоа истото да го кажувате. И да не остаат на рад. Значи се што посакуваме да не остаат на рад, верувајте, ние сме доволно жилави како економија и како предприемачи, сме се снашле досега, ќе се снајдеме и од сега и мислам дека ќе направиме посериозен успех за Република Македонија од што се надева. Не сакам да бидам циник, добро сте на рад, зашто оние што не се на рад се на некои други места, биле кои си правел, тој си се соглашам. Тоа не е бизнес заедница. За некои работи мора да признаеме дека имаме многу голем напредок. Ова истото во времето на претходната влада беше 10.000 пати пострашно и никој немаше смелост вака да излезе да го каже оставите на рад. ДДВ не враќаше претходната влада, кога реши ќе го врати последно време, аплауз до Александар Палас. Значи, бизнес елита. Од истите бизнес лично, али не, значи илјада пати сум излегол. Ама значи сега ти кажам дека ситуацијата е за тоа подобро променета. Овие теми закони по напрзина ги решивме. Ја мислам дека ние промашивме уште една тема тука вечер. И сега сакам да го тоа кажам на крај. Македонија мора владата прва, но не само владата, бизнис секторот веднаш да многу поработи на тоа меѓународно економско интегрирање на Македонија. Антески го кажа проблемот на малата економија и малата вакво. Ние мораме прво регионот да го направиме единствен пазар, а регионално да ги поврземе бизнисите, потоа ќе идеме во Европа. И тоа е процес кој што тече во смисла на преземање мерки и иницијативи и сега следи стопанството и ќе следи се повеќе во 2019 година. Имаме многу голем проблем и тек ќе го имаме заради малиот пазар, заради еден куп работи што сме специфични кој економија. Поширок пазар регионален е решение за сите добри компании. И тоа мора да се прави. Мора посилно и посилно и посилно тоа се работи. Овој пазар и само домашен пазар ако го гледате и сите јавни набавки само на 2 предпријатија да им припаднат, нема да може многу да живеат. Мора да се иде на извоз. Поврзување. Ако сопствениот пазар, вие не сте присутни на сопствениот пазар, како ќе бидете препознаени во друга држава? Значи, ние имаме случај. Во Србија не можеме никако да влеземе, српските компании се на секаков начин заштитени. Не можеме да влеземе во Босна, во Хрватска, по никаков случај не можеме да влеземе, професоре. Значи, ние продаваме само на приватни инвеститори, каде што не бараат кај што не се заштитени од државата, само цена го интересира. Сакам да кажам дека тоа треба да почне да се изменува. Треба да почне, ние тоа го бараме. Ама, значи, тоа треба да почне да се изменува и тој сега Антевски ја доживува, јас ја доживував уште 92 година кога ми ги донесоа Pricewaterhouse, Coopers, Lybrand, Deloitte, Туш и така натаму и каде што не изфрлија вака так од консалтинг, од ревизија, од се што можеш ни сврлија ни за банки. Јас кажам дека ние ќе издржиме повеќе од колку што се надева. Завршите. Не, само да кажам, значи не може сега ние да решиме добро фирмите у Србија заштитени, во Босна заштитени, а ќе ги заштитиме во Македонија. Тоа е погрешна политика.
Нема да дојде се ефект. Вие ќе преживите малце подолго, ќе имате малце повеќе, но нема да се развиете. Не само вашата фирма, зборам за сите фирми. Професоре, нема да преживееме. Не зборам за Треба моите се развиеме, компании. не да преживееме. Ние ќе се снајдеме, што вика Рафаеловски, ние ќе се снајдеме. Но имате компании помали кои не преживеа. Добро, поштовани гледачи, морам да ја завршувам дебатата. Ние уште ќе разговараме 2019, мислам дека цел јануари ќе посветам на вашите, моите и на тие кои седи право, а криво збори, зашто сите очекуваат храбри одлуки од оваа влада. Не знам дали е тоа само Заев и Ангјушев, дали тоа ќе биде, но како и да е, надежите по НАТО нема да одиграат некое големо влијание ако тоа народот не го почувствува. Не заборавите. 2019 имаме избори. Што ми имат избори, знаеме одеднаш да молкнеме и да кокетираме со избирачкото тело, што е плюс фактор на политичка и на економско инертно реагирање. Поштовани гледачи, им благодарам на професор Ванчо Узунов и на предприемачите Горан Рафаеловски и Горан Антевски. Тоа беше темата. Таа тема ќе ја туркам и на почетокот од наредната година. Пред да ги вклучам телефоните на темите за кои некои од гледачите ми сугерираат, ќе ви ги кажам кои се, да им заблагодарам, малку реклами и се враќаме назад во диалошката форма на граѓанскиот форум на Отвореното студио.